Најави за денешните настани. Полни раце работа за брзата помош во Охрид. Изградбата на затворениот базен во Охрид се одолговлекува 8 години. Утре започнува 12-тото издание на манифестацијата на Зајдисонце. Национален парк Галичица нема воведено забрана за движење на својата територија. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува Метео на ТВМ. Денес во Охрид тропски ден, сончево и многу топло време со дневни температури високо над повеќегодишниот просек за овој период од годината и максимални 33 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон четврток, ведро и топло. Утре во централна, северна, североисточна и источна Европа умерено облачно и нестабилно со дожд, грмотевици со појава на невреме и засилен ветар. Во останатите делови од стариот континент, поради топлата воздушна маса, времето ќе биде сончево и многу топло, особено на југ од Апенинскиот и Балканскиот полуостров. Во четврток во северните, централните, североисточните делови од Балканот времето умерено облачно и нестабилно со дожд, грмотевици, поројни врнежи и појава на невреме. Во останатите делови од Балканот сончево и многу топло време, максималните дневни температури на полуостровот од 26 до 39 степени. Во Македонија во четврток уште еден тропски ден, сончево и многу топло време со температури над повеќегодишниот просек за овој период од годината, утринските од 14 до 24, максималните дневни од 32 до 41 степен со УВ индекс со висока вредност 9. Во Охрид во четврток тропски ден со сончево и многу топло време и слаб ветер, минималната 19, дневната 33. Во петок и сабота тропски денови со сончево и топло време, минималните 19, дневните 33, односно 34 степени, а УВ индексот со вредност 9. Во недела сончево и топло време. Утринската температура 20, максималната дневна 31, УВ индексот со вредност 8. Со Бизон Полимакс секоја идеја станува реалност. Лепи, зацврстува, запечатува. Со Бизон Полимакс секоја идеја станува реалност. Бизон Полимакс. Ново Бизон Пурпени. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax,
ваш доверлив финансиски партнер. Ова лето, сладко лето Охридско со Плазма. Тамаро Супер Радио и највкусните Плазма, Плазмикс и Уелнес и ова лето ке подаруваат и забавуваат. Многу награди, врвна забава, најмлади Плазма кувари, хуманитарна Плазма сладкарница, Плазма чаршиска сладкарница се само дел од настаните со кои ова долго и топло лето ќе уживаме во прекрасниот Охрид. Уште и Плазма Лейк Крузинг и секојдневни награди на Супер Радио. Ова лето, сладко лето Охридско со Плазма. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Полни раце работа за службата за итна медицинска помош и домашни посети во Охрид. Само во текот на едно деноноќие, 2 екипи од службата се справуваат со 30 на повици. Исто така се грижат и за домашните посети, кои знае да ги има и по 20 на ден, а ги решаваат и амбулантските случаи. Доктор Љупка Николовска, началничка на службата, со апел до граѓаните да внимаваат на своето здравје, да ги следат препораките на Министерството за здравство, особено сега, во деновите кога топлотниот бран ја зафати целата земја. Само 2 тима од службата за итна медицинска помош и домашни посети од Охрид деновиве се обидуваат да им помогнат на туристите охриѓани да се справат со последиците од топлотниот бран, кој го зафати и Охридскиот регион. Бројот на случаи е огромен, вели доктор Љупка Николовска, началничка на службата. 30 на случаи на ден имаат на колабирања поради високите температури, хронично болни пациенти, зголемен број на сообраќајни незгоди и амбулантски случаи. Дополнително оптеретување си домашните посети кои се од редовната програма за работа, а кои овие денови знае да ги има и по 20 во едно деноноќие. Сето тоа бара надчовечки напори од страна на вработените во итната медицинска помош при здравствениот дом од Охрид за на сите пациенти да им се излезе во пресред. Кога на ваквата состојба ќе се додаде изголемениот број на транспорт на пациенти до скопските клиники, труењата со храна и изголемениот број пациенти заболени со стомачни вируси, работата е навистина тешка. Работата и началниците и директорите само да се излезе во пресред на потребите на пациентите, објаснува доктор Николовска. Тоа е така бидејќи кадровски и оваа служба во здравството кубури со вработени. Иселувањето на младите доктори и сестри и специјализациите на оние доктори кои останале во земјата го земаат својот данок. Малиот број вработени во Охридската брза помош постојано се соочува со предизвик да организира ротација на вработените поради огромниот број на случаи. Николовска упати апел до охриѓани да не се бара службата за состојби кои се лесни. Пациентите, барем за време на работните денови, да се обраќаат до своите матични лекари и да се информираат која е нивната замена, доколку има потреба од интервенција во попладневните часови, а се со цел да не се оптеретува работата на службата за итна медицинска помош. Хронично болните да земаат навреме и редовно својата терапија и да ги следат препораките за спречување на штетните ефекти од надворешните високи температури врз здравјето, препорачани од страна на Министерството за здравство на Македонија, Институтот за јавно здравје и центрите за јавно здравје, апелира доктор Николовска. Викендите во брзата помош во Охрид пак се посебна приказна. Навистина ни е тешко да се справиме со напливот на пациенти од случаи на колапси, агресивни и нетрпеливи млади пациенти во алкохолизирана состојба, особено во вечерните часови, па се до труења со храна и каснувања на инсекти. Од службата уште еднаш со апел до граѓаните, пред се да се грижат за своето здравје, за полесни состојби да се обраќаат до своите матични лекари барем за време на работните денови и да не го злоупотребуваат телефонскиот број на службата за итна медицинска помош за лесни состојби. Во Струга заврши реконструкцијата на затворениот пливачки базена во Охрид и зградбата на овој спортски објект се провлекува со години. Спортските тренери од градот велат, жално е најмладите кои сакаат да се занимаваат со пливање да немаат услови каде да тренираат во текот на целата година.
Пливањето како спорт во градот на вода е достапно само 2 до 3 месеци на отворениот базен Тина Бојаджи или во езерските води, но тоа не е доволно за развој на водените спортови. Додека во Струга заврши реконструкцијата на затворениот базен и ќе биде отворен ова лето. Во Охрид изградбата на овој спортски објект се провлекува со години. Изградбата на затворениот пливачки базен во Охрид започна уште во 2015 година, но до денес никако да се наполни со вода и да запливаат пливачите. Градежните работи стагнираат. Остана само металната конструкција, обрасната со трева, а овој проект се најавува на секои избори со различни рокови за реализација. Спортските тренери од градот велат, жално е најмладите кои сакаат да се занимаваат со пливање, да немаат услови каде да тренираат во текот на целата година. Отварањето на пливачкиот базен би имал повеќе, значи би имал придобивки, особено не само за градот Охрид, туку за целиот тука регион би имал огромни придобивки, зашто првим би се развил пливањето, би се развило и би го сигурен, јас сум повеќе од убеден дека со овој интерес на деца што го имаме со оваа бројност, ние би го достигнале нивото барем на национални, на клубовите во национални рамки, барем за 2-3 години би дошле да сме, може би не подобри, меѓутоа тука. И додека талентите чекаат со одветни услови за тренинг, се одлучуваат за друг спорт, бидејќи за сериозно занимавање со пливање потребен е континуитет во тренажниот процес. Ние со работата само во текот на летните месеци, од 2-3 месеци, не можеме да нити да гарантираме резултат, нити па можеме на некој начин да ги обврзиме децата дека ете да им кажеме вие сте пливачи сега и ништо друго не се. Така да децата со спортски дух и во текот на они останати месеци кога не може да пливаат се избират некој друг спорт што е сосема во ред, меѓутоа како што реков, интересот е голем и јас верувам дека со една соодветна спортска инфраструктура која што за жал не треба да биде привилегија, тоа треба да биде право на секое дете во нашава држава, би дошле до задржување на интересот за тренирање во текот на целата година. Пливањето како спорт во градот на вода е достапно само 2 до 3 месеци на отворениот базен во спортскиот центар Тина Бојаджи или во езерските води, но тоа не е доволно за развој на водените спортови. На Охрид му е повеќе од потребен функционален затворен пливачки базен за да може да се врати на врвот на македонското пливање, но и за развој на спортскиот туризам во градот. Национален парк Галичица нема воведено забрана за движење на својата територија. Од установата посочуваат при посетата на паркот, која треба да биде најавена, да се почитуваат мерките и препораките за заштита од пожари. Според препораките на владата за забрана на движење во шуми, Национален парк Галичица нема воведено забрана на движење на својата територија, информираат од установата. Заради зголемената опасност од шумски пожари и според препораките на владата, посетителите на Националниот парк потребно е да ја пријават својата посета на следниот имејл galichica@galichica.org.mk или во дирекцијата на Националниот парк во периодот од 9 до 15 часот. За пријавување потребни се следниве информации: име и презиме, матичен број, регистарска табличка на возило, датум на посета и предвидено време траење на престојот, локација, место на движење. Од јавната установа Национален парк Галичица напоменуваат дека посетителот е должен да го напушти делот на паркот што е под строга заштита до 20 часот. Со цел да се превенираат негативни последици, подсетуваат дека на територијата на Националниот парк строго е забрането да се пали оган на отворен простор, да се фрлаат пластични и стаклени шишиња, да се палат отпад и друг горлив материјал, како и да се фрлаат од пушоци од цигари и догорчиња. Доколку забележите пожар, пријавете на телефонскиот број 112 во Центарот за управување со кризи или во Националниот парк Галичица, информираат од установата. Мирисот на оловото, трибина за златното време на печатените весници утре во Национална установа библиотека Григор Прличев. Утре, 20 јули, во рамки на годишната програма за работа во Националната установа библиотека Григор Прличев ќе се одржи отворена трибина на тема Мирисот на оловото. До почетокот на 90-тите години од минатиот век во речиси секој град во земјава имаше по еден градски весник, најчесто во рамките на локалните радио и ТВ станици.
Во Охрид, во рамките на Радио Охрид, Центар за печат и радио излегуваше месечникот Езерски глас, но весници излегуваа или печатеа и редакции во рамките на големите предпријатија и фабрики – Отекс, Емо, Застава, Трудбеник и други. Нивното златно време беше од почетокот на 70-тите до крајот на 80-тите години. И гледано од денешен аспект, тие беа и се огледало на времето, вистинска историска хроника на еден град, на еден живот, на едни генерации. Овој проект преку утрешната трибина само ја отвара вратата за поопсежно и далеку посериозно занимавање со дведеценискиот период кој во многу нешта беше ренесанса за жителите на Охрид. Овие траги во времето зачувани во нашето одделение за периодика, кои допрва треба да се истражат и дигитализираат, ке сведочат за животот на Охрид, за неговиот општествено-економски растеж. Преку изложбата на весници на трибината ке се зборува за тој период, се со цел да се извлече поука, да се зачува некогаш печатеното со надеж дека ќе биде проучено и нема да остане само мртво слово на хартија, вели директорот на Охридската библиотека магистар Милчо Јовановски, новинар и публицист. Трибината Мирисот на оловото во Охрид ќе започне во 10 часот, а како панелисти се поканети поранешни и сегашни новинари и публицисти, уредници Веле Митановски, Владо Жура, Елида Битрак и Горан Момировски од регионалната канцеларија на Сдруженијето на новинарите на Македонија. Библиотеката упатува отворена покана до сите поранешни новинари и соработници кои имаат допирна точка со Езерски глас и останатите поранешни фабрички весници или едноставно биле нивни читатели да дојдат да учествуваат со своја дискусија или само да го проследат настанот. Влезот е слободен. На Охридско лето вечерва концерт посветен на флейтистот Илија Зимбо. Охридјанецот Илија Зимбо беше истакнат македонски солист, камерен музичар и прв флейтист во оркестарот на Националната опера и балет. Концерт посветен на прерано починатиот уметник флейтистот Илија Зимбо ќе се одржи вечерва во 21 часот во црквата Света Софија како дел од музичката програма на фестивалот Охридско лето. Ќе настапи пијано трио составено од тројца етаблирани музичари: Татјана Петрушевска Караскасковска, прва боа на оркестарот на Националната опера и балет, Маријан Милошевски, прв фаготист во оркестарот на Националната опера и балет и професорот на фагот на Факултетот за музичка уметност и Петар Макариевски пијано, уметнички соработник при Факултетот за драмски уметности. Ова трио ги здружи своите сили во 2014 година и својот прв настап го имаше на концертот и промоцијата на CD-то во чест на флейтистот Илија Зимбо во Скопје. Охридјанецот Илија Зимбо беше истакнат македонски солист, камерен музичар и прв флейтист во оркестарот на Националната опера и балет. Иако почина прерано, позади него остави богата концертна биографија и бројни награди на престижни надпревари ширум светот. Неговиот репертоар вклучуваше дела од разни епохи, од барок до современа музика, а поради извонредната способност за експериментирање и поместување на границите на звучноста на флейтата, специјално за него компонирале повеќе македонски композитори како Томислав Зогравски, Панде Шахов, Љубомир Бранѓолица и Тома Манче. 12-тото издание на манифестацијата на Зајдисонце започнува утре во Трпејца и ова лето жителите и гостите на оваа туристичка населба ќе дишат во ритамот на новото издание на културно-забавната манифестација. Во организација на Сдруженијето за Трпејца со љубов и под покровителство на општина Охрид, од утре 20 јули до 28 јули по 12 пат оваа туристичка населба и гостите ќе дишат во ритамот на новото издание на културно-забавната манифестација на Зајдисонце. Утре, четврток, на отворената сцена во Трпејца од 20 часот и 30 минути во името на покровителот општина Охрид, манифестацијата за отворена ќе ја прогласи заменик градоначалникот Перчо Божиновски. Присутните ќе можат да ја видат изложбата на дела од Интернационалната уметничка колонија која се одржува во Трпејца, а во музичкиот дел ќе настапат Владко Брос и диџеј Марама. Во петок, во истиот термин, публиката ќе може да се запознае со минатото на дело до околината на Трпејца. Младиот Петар Симоновски ќе прикаже видеопрезентација на тема Тврдината Осој од 6 век. Викендот е резервиран за документарни филмови. Во сабота навечер публиката ќе го гледа документарно-туристичкиот филм Трпејца на дланка, работен по сценарио на Милчо Јовановски. Следната вечер од 20 часот и 30 минути публиката ќе се запознае со Љупчо Паунковски и неговиот документарен филм Охридските пливачки легенди.
Неделното утро е резервирано за традиционалната прошетка на домакините и гостите по патеката Чоколско. Во понеделник на 24 јули во Трпејца ќе гостува бендот 3 промили, а денот потоа е резервиран за традиционалната кајакарска регата Номче Митрески и надпреварот во пливање. Вечерта е резервирана за прошетка со кајче по езерото. Во среда на 26 јули од 19 часот и 30 минути посетителите на манифестацијата ќе можат да учествуваат на атрактивната трка со куфери по скалинадата во Трпејца. Час подоцна ќе следи интересна видеопрезентација "Пчелите ќе го спасат светот" од Петар Стојановски од фирмата Органски природен мед од Трпејца. Предпоследната вечер од културното лето во Трпејца е резервирана за драмското студио Цвет 75 од Охрид под раководство на Драгана Боцеска. Младите актери ќе одиграат представата Пепелашка од Охрид. На крајот од 12-тото издание на Зајди сонцето, охридскиот сликар, фотограф и филмофил Ѓоко Симјановски ќе гостува со изложбата на портрети "Беше еднаш Холивуд". Летото во свој стил со пародијата "Дојдете во Трпејца" ќе го затворат познатата македонска актерка Марија Кондовска и угостителот Маријан Митрески Мац. Театарска представа за деца во Домот на волшебникот. Општина Охрид во рамки на програмата за култура оваа година активно работи на програма за нашите најмлади охриѓанчиња. Вечерва на сцената кај трговскиот центар Амам, најмладите ќе имаат прилика да ја проследат театарската представа во Домот на волшебникот. Представата е работена наменски и е посветена на децата. Токму овој период кога во регионот сериозно е видливо насилството помеѓу децата, а и кај нас, нужна е потребата преку театар да се прикаже дека за секој проблем и недоразбирање не е решение насилството, туку разговорот, меѓусебното подавање на рака, искреното пријателство. Низ низа драмски ситуации во кои главната нитка е мудроста на волшебникот, наспроти денешното однесување на децата, ќе упатиме јасна порака. Со насилство не, со дружба може се. Во представата има многу комични, едукативни, педагошки елементи, но што е најважно, интеракцијата на децата од публиката е многу присутна. Заедно со актерите ќе дојдат до главната порака на представата, а при тоа да увидат дека само преку искрен и другарски пристап можеме да успееме во се. Улогата на волшебникот ја игра актерот Сашо Ристовски, а улогата на помошничката ја игра актерката Магдалена Ризова Черних. Улогата на девојчето ја игра Тамара Ангелеска. Велгоштанец вршел превоз на патници без лиценца. Приведено лице од струшкото село Долно Татеши за агресивно однесување кон полициски службеници. Следува билтенот на СВР Охрид. На 18 јули 2023 година во 16 часот и 40 минути на спортско-рекреативниот центар Билјанини извори во Охрид приведен е 35 годишниот ША од струшкото село Долно Татеши. Тој за време на одигрување меѓународен фудбалски надпревар ги навредувал и бил агресивен кон полициските службеници кои преземале службени дејствија. По целосно документирање на настанот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. СВР Охрид поднесе кривична пријава и против 51 годишниот НБ од Охридското село Велгошти поради постоење основано сомнение за сторено казнено дело вршење јавен превоз без поседување лиценца. При контрола извршена на булеварот Македонски просветители во Охрид, полициските службеници констатирале дека тој со негов автомобил Volkswagen Туран со охридски регистарски ознаки вршел нелегален транспорт на патници во внатрешниот сообраќај и дека немал лиценца согласно законот за превоз во патниот сообраќај, издадена од надлежен државен орган. Поради постоење основано сомнение за сторено кривично дело, недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи, СВР Охрид поднесе кривична пријава и против 38 годишниот ЈД од Охрид при претрес во неговиот дом, извршен по судска наредба. Полициските службеници пронашли и одзеле повеќе куршуми различен калибар кој нелегално ги поседувал. Во продолжение да ги проследиме и вестите од светот. Пожарникарите во Грција трет ден продолжуваат да се борат со пожарите на 3 главни фронта кои се уште горат во Западна Атика, Лутраки и на Родос. Ноќта беше особено тешка во сите 3 области, а утре во воздушните средства повторно беа вклучени во борба со огнената стихија.
На 3 главни фронта действуваат противпожарни сили: 5 авиони, 8 хеликоптери во Западна Атика, 4 авиони и 3 хеликоптери во Лутраки и 3 авиони и 3 хеликоптери на Родос, пренесува Макфакс. Најтешка е состојбата во Дервенохорија, каде пожарот кој во текот на ноќта беше насочен кон Блихада се уште е активен, бидејќи покрај големите напори пожарникарите се соочуваат со разгорување и промени на правецот на огнот. Заменик градоначалникот за цивилна заштита соопшти дека изгорели куќи во населбата Неа Зои, а пожарот опасно се приближил до центарот на Мандра. Пожар започнал и кон рафинерискиот комплекс Корин, каде биле испратени авиони и хеликоптери за гасење. Украинските противвоздушни системи беа ангажирани денес во раните утрински часови во одбивање руски воздушен напад врз пристаништето Одеса, втора ноќ поред, изјави гувернерот на регионот. Русија вчера ги нападна украинските пристаништа еден ден по повлекувањето од договорот што му дозволуваше на Киев да извезува жито преку Црното море. Целиот источен дел на Украина беше во состојба на готовност поради воздушен напад кој започна по полноќ. Во други извештаи од бојните полиња, Москва и Киев дадоа сосем различни извештаи за борби во североисточна Украина вчера. Европската канцеларија на Светската здравствена организација ги предупреди жителите на Европа да бидат подготвени за високите температури, бидејќи топлотниот бран зафати поголем дел од континентот. Без потребна подготовка, топлината може да биде смртоносна, предупреди Ханс Клуге, директор на СЗО за Европа. Белгиецот предложи низа мерки кои жителите може да ги преземат за да ги избегнат најлошите последици од топлотниот бран. Советуваше луѓето да останат дома, да ги избегнуваат најтешките задачи во најжешките делови од денот. Домовите да се ладат со спуштање на ролетни, користење на воздух ноќе за вентилација. Клучно е да се одржува телото ладно и хидрирано со носење лесна, широка облека, туширање со ладна вода и редовно пиење вода. Повика на итна, регионална и глобална акција за запирање на климатската криза која представува екзистенцијална закана за човештвото. Нагласи дека прашањето за климатските промени треба да биде приоритет за сите политички опции. Шефот на Индиската вселенска агенција изјави дека огромната метална купола што се појави на австралиска плажа е дефинитивно дел од ракета, но можеби не е индиска. Не можеме да потврдиме дека е наше додека не го анализираме, изјавија за BBC. Објектот е предмет на многу спекулации откако беше пооткриен на плажата Green Head 250 км северно од Перт во текот на викендот. Некој дури рекоа дека тоа би можело да биде дел од ракета од најновото лансирање на индиската мисија на месечината минатиот петок, но експертите побрзаа да го побијат тоа. Цилиндричниот објект широк 2,5 метри и долг меѓу 2 и 3 метри предизвика голема возбуда кај мештаните. Првично се шпекулираше дека остатоците би можеле да бидат дел од авион кој исчезнал во западниот брег на Австралија во 2014-та со 239 патници. Сепак воздухопловните експерти набрзо појаснија дека објектот не можел да потекнува од комерцијален патнички авион и дека најверојатно станува збор за резервар за ракетно гориво кој во одреден момент паднал во Индискиот океан. Австралиските власти сепак рекоа дека го третираат објектот како опасен и полицијата ги замоли луѓето да се држат настрана. Некои експерти рекоа дека може да содржи и токсични материи. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следите. Пријатно.